изнудрен од неодамнешното поскапување за полагање на возачка дозвола. Трошоците се 10.000 денари и со истите се соочуваат особено младите, заради тоа што им е особено потребна мобилноста и во помалите и во приградските средини. Заради тоа што бев повикан за дали станува збор за анализа во однос на 56-те, да, заради тоа што кажав, нели, поголема потребата од мобилност на младите во приградските средини, станува збор за 56 матуранти кои што живеат во истите приградски средини, кои што имаат потреба од вработување по завршувањето на средното образование и знаеме дека еден од главните критериуми за вработување е поседувањето на возачка дозвола. Со оваа мерка општина Кавадарци директно би инвестирала во младите и би им помогнала за полесно да го направат преминот од образование кон вработување и самостојност, при што предложеното зголемување на средствата е оправдано и од јавен интерес. Предвидени се 10.000 денари заради тоа што токму толку е изголемен износот за обука и полагање на Б категорија. Дозволете да образложам зошто сметам дека оваа мерка не треба да биде прифатена. Полагањето возачка дозвола е лична одлука и лична потреба која не обезбедува јавна услуга. Исто така, субвенционирањето не гарантира поголема сообраќајна култура. Полагањето возачка дозвола не отвара работни места, не носи нови инвестиции, не создава локален развоен ефект. Овој пат, значи, субвенционирањето за полагање возачка дозвола е поднесено, значи, како амандман од социјалистичка, мислам од СДС вакво партијата и од Левица, кои што имаат идентичен или речиси идентичен предлог, кој веќе беше поднесен од СДС во на претходниот совет. Фактот што оваа мерка се појавува повторно и од Левица овој пат, без суштински измени, остава впечаток дека станува збор за усогласено или координирано действување, односно неофицијална коалицијска политика, а не за сериозно преиспитана општинска потреба. Во однос на рудименталното познавање на деловникот од страна на колешката Викторија, би потсетил дека членот 77 предвидува дека мора да се укаже на повреда на деловникот и статутот на општината, што во ниеден момент во овој случај не беше повреден деловникот ниту статутот. Сакам да укажам на тоа дека до сега во општина Кавадарци немало соработка помеѓу Левица и СДСМ. Ќе ви дадам конкретен пример на тоа. Од моја страна најмногу беше критикувана ароганцијата на советничката група на СДС во претходниот мандат, поради што и падна на толку ниско ниво. Во овој момент, со вашата ароганција, вие го правите истото тоа што го правеше СДСМ во претходниот мандат и очекувам пад исто така и на вашите резултати во наредниот период. Ви благодарам.